Вторник, 29 јули, кратки вести во 12 часот. Јавното предпријатие за државни патишта официјално доставило барање до Министерството за финансии за нова дополнителна финансиска помош за отплата на автопатот Кичево-Охрид. Тоа значи дека покрај редовната отплата на долгот кон кинескиот кредитор Ексим банка, дополнително со пари од буџетот ќе треба да се вклучи и Министерството за финансии. Премиерот Христијан Мицковски неодамна потврди, но не прецизираше колку пари и од каде ќе се позајмат за довршување на трасата. Само рече дека поскапувањето е поради свлечиштата на неколку локации што биле покомплицирани од претходните. Краен рок за комплетно довршување на историските 57 километри автопат е 31 декември 2026 година. Охридските пожарникари интервенираа на пожар на сува трева и житни култури во селото Горно Лакочере во Охрид, а претходно заедно со припадници на доброволното противпожарно друштво Ентузијаст гаснеа пожар на стрништа и овошни насади во близина на селото Вапила. По кој знае кој пат апелираат до жителите да не вршат подпалување на стрништа, капини, сува трева. Палењето е строго забрането и казниво со закон, порачуваат од Охридската територијална противпожарна единица. Апел упатија и до надлежните институции соодветно да ги санкционираат сторителите кои предизвикуваат општа опасност. Во пресред на големиот празник Илинден, мозаичарот Никола Упевче постави нов постер на мозаична мапа на градот Охрид и Лихнит кај плоштадот Долна Порта. Упевче, кој е и конзерватор и реставратор, ја изработи оваа мозаична мапа на Охрид и на Лихнит за да ги краси реконструираните кули пред болничките цркви кај овој Охридски плоштад како еден символичен влез во стариот град. Вели оваа локација нуди добра визура кон и од езерото со специфична илуминација и истиот тој ќе остава забележителен впечаток кај минувачите и посетителите. Времето денес променливо облачно и посвежо, дува слаб до умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 29 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.